Кога не може да се аргументира, најлесно е да се релативизира. Така отприлика е оваа реплика на колешката. Јас пак ќе ви кажам, овој закон денес немаше да биде ни предложен, ни поддржан, доколку казнено-поправните установи не реагирале алармантно и кривичниот суд во Скопје, дека веќе не можат да го применуваат законот, немаат простор да го применат законот. Нема место каде 1100 луѓе да одлежат казна која што претходно им била парична, а потоа според законските услови е преточена во затворска казна. Ова предупредување, овој аларм, казнено-поправните установи и Кривичниот суд го дале до Министерството за правда и до председателот на државата пред 6 месеци. Алармирале пред 6 месеци дека не е правда тоа што некој е казнет на 1200 евра во Скопје, а некој е казнет на 500 евра во Гостивар. И дека не може да се реализира таква селективна правда. И сега носиме закон и не само што е дискриминирачки, двојно е дискриминирачки. Јас не зборам дека овде на некого му се брише казнено дело или дека некој не е одговорен. Туку зборам дека некој кој што платил 2000 евра пред 10 месеци е обесправен со некој кој што не ја извршил таа казна до ден денес и нема да ја плати. Се сеќавате на докторката Цаца, како се презиваше? Молам? Една докторка, директорка, вечна директорка од фамилијата Цаца, кога дојде од скијање од Италија или од некаде, и кога беше короната, зошто за неа тогаш не важеше така ригорозно тој закон? Како што важи ригорозно за некој човек во Илинден што пошол да се види постар роднина. Еден човек, баш од општина Илинден, починате во затвор, одлежувајќи ваква парична казна која што била преточена во затворска казна, без никакви други казнени дела претходно во неговиот живот. Затоа сметам дека ова што е направено со закаснување. И ова закаснување си има одговорност. Одговорноста е Министерство за правда, председател на држава, бидејќи Кривичниот суд и казнено-поправните установи навреме алармирале. Сите навреме алармирале. Овде имаме меѓу казнетите имаме и неуки странки. Некој не знае ништо е рочиште, ништо е жалба, поплака или било што. Има разни луѓе. Не само тие кои што социјално не можеле да го подмират трошокот. И затоа сметам дека овој закон треба да се донесе, но со неговото носење, потенцирам, ќе се утврди одговорноста на председателот Пендаровски, на Министерството за правда, заради неажурност и дискриминација на луѓето кои што биле казнети по исти основ, а ќе имаат различни последици, многу различни последици. И тоа ќе би остане забележано. Благодарам.